период работевме многу, работевме посветено, затоа изградивме кај на реката Лудамара нов градски плоштад, градиме нова црква, изградивме социјална стамбена и комерцијална стамбена зграда, изградивме спортска сала во Шумарското училиште, го асфалтиравме патот Кавадарци Неготино, секоја година исплаќавме субвенции за земјоделците, отворивме факултети за компјутерска графика, енологија и металургија. Ние ветивме, ние остваривме. Треба да се подсетиме на оние 15 години во кои што црн мрак, црн облак ја зави Македонија. Треба да се подсетиме на големата неволја што Македонија имаше во изминатите 15 години. Таа неволја има име и има презиме. Името и презимето на таа неволја се Бранко Црвенковски. На Бранко не му беше гајле дали економијата оди напред, дали инвестиции има или нема, дали се отвараат работни места. Бранко не ги погледнуваше земјоделците. Бранко никогаш не им ги зголеми платите на просветните работници. Но Бранко не беше сам во овој пат. Велат, лидерот си го бира друштвото и бира со кој кадар ќе работи. И така е. Бранко си ги одбра крај себе Заев, Шекеринска, Бучковски, па и Стојан Андов, а во поново време и Љубе и Љупчо. Кој од кој подомаќин? Кој од кој почесен? Мојот политички противник, Заев, кој што исто така ќе дојде и ќе го бара вашиот глас. Во 2002 година имаше една бакалница семејна во Струмица и ништо повеќе. Јас ве прашувам вас, почитувани домаќини, кавадарчани, вредни, честни луѓе, работливи, како во 8 години се стекнува со честна и нормална работа од таа бакалница сега да си собственик на 10 фабрики, 10 автомобили, 10 стамбени згради и пола југоисточна Македонија. Бива ли тоа со честна работа? Јас не знам дека тоа може да се направи со честна работа. Во овие 4,5 години, од кои 2,5 беше најголемата светска економска криза што светот ја видел во овие 80 години. Во тие 4,5 години Македонија ги оствари најдобрите економски резултати во својата 20 годишна историја, со пораст на економијата од 6%, пораст на извозот од 60%, пораст на инвестициите, пораст на субвенциите, пораст на земјоделството, нови вложувања во образованието, здравството, културата. Но најмногу од се знаат нашите земјоделци, оние кои што вредно работат по нивите и кои што никогаш во оваа држава претходно не беа ни достоинствено третирани, а камоли да им се пружи финансиска поддршка. Тие добро знаат дека наспроти сета светска криза и кога беше тешко и кога едвај собиравме пари во буџетот, за земјоделците до последен денар ги исплаќавме субвенциите како што ги ветивме во преродбата. Цели 260 милиони евра во овие 4 години завршија во џебовите на македонските земјоделци. Затоа, почитувани кавадарчани, уште еднаш ве повикувам, размислете, кој од нас направил нешто? Кој ви дал дополнителни субвенции од 2 денари по килограм грозје, а кој никогаш не дал ништо за земјоделството? И ВМРО ДПМН ќе застане зад кавадаречките лозари, неготинските лозари и понатака ќе се избориме да ги добиете парите што се должат од страна на откупувачите за грозјето од 2009-2010 година. ВМРО ДПМН стои зад вас и целата коалиција стои зад вас. Драги кавадарчани, вечерва сме тука на наше представување на нашите политики, представување на нашата политичка понуда, на нашата програма.
И вечера сме тука да ја побараме вашата поддршка за реформите да продолжат и реформите да победат во наредните 4 години. Ние бевме прва одговорна влада која што по завршувањето на мандатот извади отчет пред граѓаните за да се види што било направено во тие 4,5 години од она што било ветено. Ако ја отворите таа програма и тој отчет, ќе забележите дека 82% од тоа што било ветено во програмата во 2008 година е целосно реализирано и 16% од ветеното во таа програма не е реализирано, но е започнато да се реализира и е во тек реализација. Ние покажавме дека тоа што го ветуваме во голема мера и го исполнуваме. И тоа е нашата предност. Тоа е нашата гаранција. Тоа е нашиот кредит дека она што го ветуваме во новата програма, во манифестот за реформи и развој, во манифестот за Македонија, во следните чекори напред, тоа и ќе биде завршено. Гаранција за тоа е ветеното и сработеното од преходната програма избор. Затоа, драги пријатели, потребно ни е вашето да на 5 јуни. Вашето да за поддршка на над 1200 нови проекти во манифестот за реформи и развој. Вашето да за изградба на автопат од Демиркапија до Смоквица, со што ќе се заокружи автопатот Коридор 10. Вашето да за целосна реконструкција на регионалниот пат Каварац и Мушов гроб во должина од 16,3 км. Вашето да за да продолжат субвенциите за грозјето и за извезеното вино, кое што СДСМ ги беше укинал. Се сеќавате како ви ги земаат 2 денара. И се сеќавате како во екот на кризата не само што имаше субвенција, туку беше и дуплирана заради кризата што беше направена на светско ниво, која што се одрази на извозот на вино. Ни треба вашето да и за изградба на крак на железничката пруга од Коридорот 10 до тука до Кавадарци, во должина од 6 км по пат на јавно-приватно партнерство, што значително ќе ги намали транспортните трошоци на компаниите од регионот. Исто така, гласајќи за ВМРО, давајќи го вашето да на 5 јуни, вие во тоа да давате поддршка за и можност за пензионерите кои што имаат пензија под 10.200 денари. Во иднина, кога имаат потреба од болничко лекување, да се ослободени од партиципација. Вашето да ќе значи една голема поддршка за најспособните лекари. Се планира проект кој што ќе почне по изборите, со кој што сите доктори кои што најмногу завршиле работа во последниот месец дена и биле најмногу барани, најмногу сработиле, наредниот месец 3 до 5 лекари од секоја здравствена установа, односно секоја болница, односно на ниво на држава околу 100 лекари ќе зимаат дупло плата секој месец. Тоа ќе ги стимулира. Ние во минатите 4,5 години работевме многу одговорно, многу посветено, со еден честен пристап и со пожртвованост. Никогаш досега ниту една влада не вложила толку труд, толку енергија. Не верувам дека бевме идеални. Не верувам дека бевме идеални, ниту па ветувавме дека ќе бидеме идеални. И ние сме луѓе од крв и од месо и ние знаеме да сгрешиме, но за среќа немавме стратешка грешка. За среќа немавме крупни грешки. Ако вака работеа, како во овие 4,5 години, сите поранешни влади, со вакво темпо, по 15 сати на ден, со таква пожртвованост, со таква одговорност, со такво стоење до зборот и внимавање на образот и на честа на тие што дале ветување, јас ви уверувам дека до денес
Не само што ќе бевме членки на НАТО и на Европската Унија, ние ќе имавме многу поквалитетен живот и многу повеќе проблеми ќе ни беа решени. Важно е сите нас да не мерите по сработеното, постоењето на зборот и по делата. Така Македонија ќе оди напред. Мерете не, например, по визната либерализација за македонските граѓани. Со пасош на кој пишува Република Македонија, нема веќе визи. Тоа е ветено и реализирано. Мерете ни по тоа што го правите во борбата против криминалот и корупцијата. Мерете го времето пред нас, колку крупни работи се фатија во криминалот и корупцијата. Мерете го и од наше време, од 2006 наваму, по многуте акции што ги направивме на крупни криминални банди во Македонија. Од типот на Змиско око, од типот на Бумеранг, од типот на Фаланга, од типот на Пајажина, од типот на Пепел и уште многу, кои што ќе останат во аналите на македонската историја во криминологијата и ќе станат дел од учебниците во иднина за успешно изведени акции од страна на власт која имала политичка волја да се бори против криминалот и корупцијата. И затоа не е случајно што на ранг листата на Transparency International Македонија за 3,5 години скокна за цели 43 позиции. Мерете не по многу други работи кои што ги направивме, но мерете ги и другите. Мерете го и СДС, мерете ги и сите други, ставете се на маса и видете што е најдобро за вас и што е најдобро за Македонија. Затоа, драги пријатели, уште еднаш ќе ве повикам да внимавате на овие избори. Поминавме тешко време, но доаѓаат и тешки предизвици за Македонија. Немојте да дозволите партијата што ќе победи, ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе победат, тоа е јасно, имаат неголема подршка. Немојте да дозволите победничката партија да биде слаба. Да биде слаба Македонија со тоа. Нам ни требаат 62 пратеника. Нам ни требаат 62 пратеника не толку за ВМРО, колку за Македонија. Да не оценува никој Македонија. И имајте на ум дека без 62 пратеници многу фактори внатре и надвор, како што се обидуваа, пак ќе се обидат уште повеќе кога ќе видат дека нема влада со 62 пратеника, пак ќе се обидат да ја скршат кичмата на Македонија и на македонскиот народ и да му исполнат желбата на Зоран Заев, кој што јавно не повикуваше дека требало да си ја свиткаме кичмата. Затоа е потребно сите оние кои што се колебаат, кои што се нешто лути, да се обединат кон победничката партија за да ја помогнат на сопствената држава. Драги пријатели, ги гледам деновиве СДСМ и Бранко Црвенковски, пукаат колку што можат. Но на скопскиот митинг ја слушам Шекеринска вели: ве молиме, изберете не сега, ветуваме дека нема да има крадење. 5 пати не изважа, 6-тиот пат немало да не изважбат. Па тој што краде веднаш пак е кради. Тој што лажал пак е лажи. Тој што работел пак е работи. Тој што ветувал исполнувал пак ќе ветува и пак ќе исполнува. Карактерот на човекот се гради меѓу неговата 7 и 14 година. Затоа, драги пријатели, ќе ве повикам уште еднаш. Гласете за ВМРО-ДПМН, меѓу другото и за да се намалат даноците. И за нови, внимавајте, 670 милиони евра субвенции за земјоделците. Давате подршка на програма во која што се конкретно опишани над 1200 проекти. Тие ќе бидат од корист за сите граѓани на Македонија. Тие ќе бидат од корист за кавадарчани. Тие ќе бидат од корист за нас, за сите нас и за сите наши деца, затоа што тие ќе се користат со години, со децении, можеби и повеќе од тоа. Затоа ја повикуваме вашата подршка, драги кавадарчани. Ви благодарам, да сте здрави и живи, да живее кавадарци!